Денешната трибина со наслов зошто ни се потребни превентивни прегледи и улогата на менталното здравје е со цел да ги сензибилизираме нашите граѓанки, односно нашите жени од општина Делчево за тоа колку се потребни да се прават прегледи на ехо на дојка и мамографски прегледи и воедно да се направи разлика што е тоа што му е потребно на нашето ментално здравје, на нашиот организам за да биде здрав организам. Кој е организатор на настанот? Организатор на настанот е организација Жена Делчево. Кои целни групи се опфатени? Целни групи ни се сите жени од општина Делчево, вклучително жените од рурални средини и жените од маргинализираните заедници. Воедно можам да слободно да ги најавам бесплатните ехо прегледи на дојка, кога ќе бидат организирани, сето тоа ќе биде најавено на нашата страница и преку социјалните медиуми. Кој само ќе биде предавач да кажеме за нова работилница, гледаме повеќе лица ќе има таа улога? Да. Панелисти на денешната трибина се истакнати наши специјалисти од Здравниот дом Гоце Делчев Делчево. Тоа се Лилијана Тришкова гинеколог, Андријана Илиевска рентгенолог, потоа Билјана Ѓоргиевска психијатар, Дејан Глинџарски специјалист за гешталт метода, психолог и Даниела Такева од Комисијата за еднакви можности при општина Делчево. Дали само нова трибина ќе се задржите за крај или ќе има повеќе вакви активности? Како што кажавте, ќе има, да? Да, ќе има, меѓутоа не очекуваме од денешната трибина првично да добиеме некои заклучоци и препораки кои што ќе бидат преточени во еден документ кој што ќе го адресираме, односно со проблемите и заклучоците ќе го адресираме до Министерството за здравство. Се надеваме дека ќе добиеме поддршката на француската амбасада за да продолжиме со ваков тип на активности. Комисијата за еднакви можности на општина Делчево работи посветено на темата за женското здравје, посебно потенцирајќи го значењето на раните прегледи, превентивните прегледи, редовните прегледи на дојка. Во таа насока знаете дека предходните години имавме иницијатива за воведување прегледи на ехо на дојка во општина Делчево, односно во здравствениот дом во општина Делчево, што вроди со плод и изразувам јавна благодарност до здравствениот дом во Делчево, до докторката Андријана Илиевска Велковска, која што воведе такви ехотермини за дојка и сега веќе тие превентивни прегледи се многу попристапни на жените, ако го имаме предвид и фактот дека во здравствениот дом во Македонска Каменица функционира и мамограф, значи жената може полесно да дојде до овие превентивни прегледи. Но и јас би сакала да го потенцирам значењето на денешната тема, а тоа е менталното здравје, односно психолошката поддршка на жените на кои ќе им биде диагностициран канцер. Ова е многу важен момент, бидејќи тие жени се соочуваат со непозната работа покрај третманите, кои што се тешки, мора оваа жена да има поддршка и од семејството, но и семејството треба да има поддршка. Ова е еден круг кој што се надевам дека со поддршка Комисијата за еднакви можности и организацијата Жена која што активно се вклучува во оваа проблематика ќе најдат одговори и ќе може оваа психолошка поддршка на оперирани жени или жени кои што им е диагностициран канцер на дојка ќе можат да најдат помош, психолошка помош и поддршка, зошто па да не да се формира и некој центар за психолошка помош на онколошките болни. So we have decided to support Jena Delčevo for this initiative. Each year the French embassy has a call for applications, and this year we had 7 NGOs we have supported. And Jena Delčevo is doing great work for prevention against breast cancer. That's why we are happy to work together, and we will continue this year to meet regularly for other activities. Денес тука со нас е Ирен Кетов од француската амбасада и ја повикувам да ги се обрати и да го отвори настан. Bonjour à tous, merci à Jena Delčevo de m'avoir invité aujourd'hui. Добар ден на сите. Благодарност до организацијата Жена Делчево која што ме покани овде. Alors je vais être très bref parce que contrairement aux personnes qui vont parler après moi, je ne suis pas spécialiste du sujet.
d'aujourd'hui. Јас ќе бидам многу кратка, за разлика од оние кои што се зборуваат после мене, затоа што јас не сум специјалист или стручна за денешната тема. Je suis très heureux d'être à Delchevo avec vous pour cet octobre rose qui, si je ne me trompe pas, fête son 30e anniversaire cette année. Многу сум среќна затоа што сум во Делчево за овој розет октомври, кога се слави 30 годишнината. Voilà, je voudrais juste évoquer deux points rapidement pour vous dire pourquoi l'ambassade de France a décidé de choisir, de soutenir les projets de Gina Delchevo. Ќе укажам на две важни нешта, за да обяснам зашто амбасадата го поддржа Движението на организацијата Жена од Делчево за нивниот проект. La Gina Delchevo est l'une des 7 organisations lauréates de notre appel à projet cette année. Организацијата Жена од Делчево е една од 7 организации кои што се добитници на нашиот повик за проект. La compétition était difficile parce qu'il y a eu quand même 26 candidatures, dont 12 dans la catégorie égalité de genre. Значи имаше 26 кандидатури, изборот беше многу тежок и тежок натпревар, од кои што 12 беа во категоријата за родова еднаквост. Et les actions proposées par Gina Delchevo nous ont convaincus car elles sont complètes. Значи активностите кои што беа понудени од Сдруженијето Жена од Делчево, се оние кои што наистина не убедија и кои што се надопълнуваат еден со друг. Aujourd'hui, la prévention et le dépistage du cancer du sein sont indispensables pour sauver des vies. Денес понекогаш кое што е важно за спасување на човечките животи е превенцијата, како и скринингот за рак на дојка. Voilà, par exemple, en France, on détecte 49 000 cas chaque année de cancer du sein. Во Франција секоја година има околу 49,000 нови случаи на рак на дојка. Le cancer du sein, c'est le deuxième type de cancer en France aussi. Тоа е вториот вид на рак во Франција, кој што задействува на жените и мъжете. Et j'ai vu que détecter un stade précoce, ce cancer peut être guéri dans 9 cas sur 10. Доколку тој е открит во ран стадиум или почетен стадиум, овој рак не може да се лекува пред 9 од 10 месеци. Je vais désormais laisser la parole aux professionnels pour la question. Merci de votre attention. Сега ќе им дадам збор на оние кои што се специјалисти или стручни за оваа тема. Ви благодарам за вниманието. Благодаря,